Почитуван министер за земјоделие, господин Љупчо Николовски, директор на платежната агенција, господин Никола Бабовски, почитувани градоначалници, раководители на планските региони, почитувани медиуми, граѓани, денеска ми представува особена чест и задоволство да зборуваме за една убава тема, а тоа е како државата да ја направиме секаде и на целата територија да биде убава, а не да имаме само 2 или 3 големи убави града, онака како што државата, односно владата, рековме дека ќе бидеме посветени да тоа го направиме. Денеска потпишуваме договори за 37,5 милиони евра за 202 проекти за руралните средини во нашата држава. Како што гледате, опфатени се сите плански региони, опфатени се сите општини во државата. Практично сакаме да направиме проект во кој што ќе ја направиме Македонија без кал. Значи во руралните средини да се направат патишта и да се направат услови достојни за живот на граѓаните кои што живеат во руралните средини. Ако сакаме да имаме добра држава, ако сакаме да имаме држава таква каква што сите ја посакуваме, треба да ги направиме условите за живот на нашите граѓани и во руралните средини да бидат приближно барем исти и добри, така како што се во развиените градски средини. Со овој проект, како што кажав, се опфатени 202 проекта и тоа во делот на патишта помеѓу руралните средини, улици внатре во селата. Понатаму имаме уредување урбано на селата, патишта, освен патишта, значи уште зелени површини, шеталишта, туристички дестинации, излетнички места, канализациони системи во одредени рурални средини, пумпни и водоводни системи, уредување на пазари, таму каде што има услови да нивните производи ги продаваат. Практично програмата ќе се имплементира во текот од следните 3 години, а ќе почне уште оваа година. Договорите ќе бидат склучени до крајот на годината и ќе бидат платени авансите за да може компаниите и општините да почнат да ги имплементираат своите проекти. Јас на сите им посакувам успешна имплементација, на сите им посакувам што побрзо да ги завршат овие проекти во интересот на граѓаните. Мислам дека ова прва масовна акција во нашата држава како руралните средини да ги направиме подобри места за живење. Мислам дека вредноста на 37,5 милиони евра е сосема респектабилна вредност за да можеме да ги подобриме условите во сите рурални средини. За повеќе детали околу проектите ќе кажат министерот за земјоделие и директорот на агенцијата господин Бабов. Почитуван вице-премиер, почитуван директор на платежната агенција, заменик директор, представници на планските региони, почитувани градоначалници, присутни медиуми. Јас оно што го кажам, мене ми е особено драго што пред крајот и на мојот мандат на некој начин во самото министерство ја заокружуваме и овој дел од програмата за рурален развој, она на што минатиот период интензивно работевме. Веднаш по локалните избори, во однос на овие мерки, Министерството и платежната агенција со сите капацитети беше насочена да во комуникација со локалните самоуправи, со единиците на локалната самоуправа, да се креираат соодветни проекти, пошто би ги распишале нашите повици во делот на овие мерки кои што се особено значени, битни и кои што се однесуваат на општините за развој на селата, на руралните средини преку различен облик на капитални инвестиции. Особено ми е драго што во таа комуникација се креира доста подготвени проекти од страна на локалните самоуправи и градоначалниците и како што кажа вице-премиерот, денеска ни е чест и задоволство што збориме за околу 200 проекти, околу 200 населени места во кои што ќе имаме реализација на капитални инвестиции во облик на локални патишта, патишта за поврсување помеѓу населени места и селата, домови за култура, неколку пазари веќе се склучуваат договори за изградба и реконструкција на пазари, водоводи, канализации, различен тип на инвестиции во делот на туризмот, на руралниот туризам, на културата, односно добивме квалитетни проекти кои што денес се завршува таа постапка на добивање на решенија, тоа значи дека целокупната постапка се затвара и сега локалните самоуправи ќе може да
отворат јавни набавки, да го добијат авансот во текот на нова година и да започнат градежните активности во околу 200 населени места за различен тип на вакви инвестиции. Особено ни е драго што програмата за рурален развој си го наоѓа своето место, односно средствата од граѓаните и преку националната програма надвор тоа што го правиме во делот на ИПАРД, ќе се слеват во општините, односно ќе бидат за капитални инвестиции кои што се потребни за граѓаните, за локалната самоуправа, за локалните средини и кои што ќе придонесат и во делот на развојот на економијата во овие средини, во зацврстувањето на врските, соопфаќа и делот на самото земјоделство, и сметам дека ова ќе биде значен импулс на сите градоначалници, на сите општини и дека резултатите од овие 202 проекти многу скоро ќе бидат видливи. Сакам да се заблагодарам на платежната агенција, на вработените во платежната агенција заради тоа што во целиот овој период работеа под еден притисок да паралелно со исплатата на субвенциите, паралелно со реализацијата на заостанати обврски од пред неколку години, паралелно со она што е најуспешната програма во моментот во регионот, тоа е ИПАРД програмата, која што исто така се реализира преку менеджинг authority делото на Министерството и на платежната агенција, сериозни капацитети на агенцијата беа ангажирани и ставени во функција да работат на евалуација и на обработка на сите овие проекти за кои што денеска се доделуваат решенијата и денеска го отвараме патот да можат локалните самоуправи преку постапките да истите ги реализираат. Посакувам успешна реализација на овие проекти, да бидат видливи за граѓаните и ќе бидат секако од интерес и корис на целокупната наша економија. Тоа се дополнителни 38 милиони евра кои што ќе бидат потрошени, односно ќе бидат инвестирани како капитални инвестиции токму за потребите кои што се најзначени за граѓаните, а особено тоа се проектите кои што го фаќаат руралниот развој, руралниот туризам и развојот на економијата во руралните средини. Благодарам. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во изминатиот период во навистина интензивни контакти со градоначалниците успеавме да дојдеме до едни добри проекти кои што ќе значат подобрување на условите за живот во руралните средини, односно во цел овој период се трудевме да обезбедиме и равномерен регионален развој со тоа што сите оние проекти кои што беа соодветни на програмата, а беа квалитетни, сите се поддржани и како прв човек на агенцијата сметам дека е од исклучително значење и радува фактот дека и помалите општини веќе покажуваат капацитети да можат да ги користат овие средства кои што се наменети директно за граѓаните во нивните општини и со тоа да се обезбеди добар рурален развој. Во овој повик меѓусебно ќе се поврзуваат руралните средини, ќе се градат локални патишта, ќе се поврзуваат со регионалните патишта, исто така општините ќе можат да ги реконструираат постоечките патни правци кои што во голем дел се навистина во една лоша состојба. Во неколку општини ќе се обезбеди изградба на велосипедски и пешачки патеки и реконструкција на туристичките места и се со цел да направиме едно добро место за живење во својата средина за сите граѓани на Република Северна Македонија. Сега е ред после добивањето на овие решенија, општините треба да предвидат измена и дополнување на планот за јавни набавки, измена во буџетите, да се тие одлуки изгласат на самиот совет на општината, по завршувањето на тендерската постапка, потпишување на договор со агенцијата, веќе може да користат 20% како авансни средства, за да може да дојде до што побрза реализација на овие проекти. Сите проекти, директно, како што кажав, ќе го подобрат животот на граѓаните. Со ова, навистина покажуваме како влада дека сме фокусирани на подобрување на условите за живот на граѓаните и апелирам до сите градоначалници да ја забрзаат постапката околу административниот и градежниот дел кој се во овие проекти, со што ќе дојдеме до побрза реализација и искористување на самите средства. Почитувани, исто така сакам да нагласам дека со добра реализација на овие проекти,
самите општини си отвараат можност во наредниот период при акредитација на мерката Рурална јавна инфраструктура од ИПАР 2 програмата, да можат и тие средства кои што се од европските фондови наменети за општините, да можат и тие добро да се искористат и навистина на успешна приказна на ИПАР програмата, која што во овие 2 години успеавме да ја вратиме во прав колосек, заедно со владата, заедно со министерот, и сите оние кои што се дел на ИПАР програмата, да можеме се да направиме да руралните средини се развијат и младите луѓе ги задржиме на своите огништа. Ви благодарам.